Се доаѓаме пред катната гаража Судска палата и секако разговарам со директорот на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, Душко Коцевски. Добро утро. Добро утро. Кажете ми, каква е состојбата на паркинзите во Скопје поне времето што го зафати вчера Скопје? Состојбата во моментов уште ја менаџираме, уште вчера веднаш по невремето, заедно со градоначалникот, заедно со службите на претпријатието и со службите на општина Центар. Излеговме на терен на повеќе локации, особено наму каде што е најкритично, каде што има големи дрвја кои што се паднати или штети или лимови, и помогнавме во расчистувањето нивно и секако дислокација на предметите кои што сметаат за нормална проводност на движењето. Ситуацијата со паркинзите генерално е во ред, немаме некои поголеми несреќи или материјални штети и во текот на денот се уште нашите служби ќе работат и ќе расчистуваат. И сега, лето е, а од 1 јуни почне и летниот режим на зонско паркирање. Што значи тоа за возачите? Има ли промени на работното време, цените или начинот на користење на паркинзите? Во однос на паркинзи на општина Центар, ние од пред некоја година имаме универзално време до 23 часот. На затворените паркираништа работиме 24/7, секако и Пајак, депото на Пајак службата, така што немаме промени во однос на работното време, ниту пак во однос на цените. Секако на терен може да се види некоја растеретеност поради период на летните одмори. Мојата препорака секогаш е да се користат поготово за мали растојанија, да не се користат возила, да се користи јавен транспорт, да се користи алтернативен транспорт, а секако доколку се мора да се отиде со возило, да се луѓето, возачите прописно да паркираат. Рековте во летниот период можеби нема многу борба за паркинг место на паркинзите во главниот град, меѓутоа можеме ли да кажеме кои локации се најоптеретени и дали во иднина најавувате отварање на нови паркиралишта и проширување на капацитетите? Вообичаено тоа се населбите кои што имаат, да речеме, густ вид на населеност, односно градби, односно помал јавен простор за паркирање. Тука е Дебар мало, околу градскиот зид, каде што има голем број на институции, на субјекти, делумно и Буњаковец. Тоа се вака најчесто, имајќи ги предвид разните информации кои што ги добиваме од терен. Во однос на инвестиции, веќе имаме најавено заедно со општината. Во Дебар мало, каде што го споменав, ќе се работи на нова општинска зграда која што ќе има над 300 паркинг места во склоп на своите капацитети. Во Буњаковец работиме на проект на поголема катна гаража со поголем капацитет на местото на сегашната монтажна гаража и разгледуваме неколку други опции за монтажни гаражи каде што би го прошириле бројот на паркинг места, расположливи паркинг места со кои стопанисува претпријатието. Вие сте во служба на граѓаните да можат полесно да најдат паркинг место низ градскиот метеж и секако безбедно да паркираат своето возило. Помочеме ли за крај на разговорот да упатиме некоја порака до граѓаните како полесно и побрзо да најдат паркинг, на што треба да внимаваат, некоја порака да испратиме до нив? Па би се повторил, мислам, како од претходно. Секогаш ние апелираме да се паркираат прописно, да не пречат на другите учесници на сообраќајот и секако дека не мора да биде тоа веднаш до локалот каде што одиме или до локацијата каде што треба да дојдеме и кога се може едноставно да се користат други видови на транспорт, дали јавен, дали алтернативен, па и пешки да се отиде е здраво за нас луѓето, така што тоа се моите препораки во однос на паркирањето како би се ослободил, би се растеретил тој притисок кој што како центар постојано го има во однос на паркирањето и во однос на сообраќајот. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и поздрав до вашите гледачи. Јас ќе упатам апел до нашите гледачи, паркирајте се на соодветните паркинзи, затоа што ако не го направите тоа прописно, постои опасност колата да ви биде подигната од Пајак служба, а тоа никој не го посакува.